Тие што ме знаат дека се шалам и знаат дека кога сме насамо се шалам и малку поише. Али сега кога се проповеда ќе треба да правиме некои баланси, да се насмееме и нешто да кажеме, да можеме да примеме, така? Со цел да царуваме преку неговата праведност и благодат на Христос, така? Амин, да. Тоа е целта, да царуваме, знаете, да не се влечеме. Сега да, има моменти и има, се влечеме или сме се влечеле, али таа е целта, за тоа се зборува, за тоа се проповеда, да можеме во се сите да просперираме. Во се, значи во се. Претходниот пат ја водев службата и нешто почнав и сега ќе почнам пак од тоа и верувам дека проповедта ќе се расшири, ќе биде интересно за вас. Така да, претходниот пат ви поставив едно прашање. Го памтите? Тие што беа, го памтат. За благодарноста беше. Прашањето беше дали можеме да бидеме благодарни за нешто што се уште го немаме, али ќе стигнеме до тоа. Би почнал со под кои околности сме обично благодарни. Ако чекаме околности да бидеме благодарни, веројатно ќе бидеме еднаш на 20-30 години, кога баба ни или чичко ни ќе ни препише од Австралија пари и ќе купиме коли и куќи и тогаш ќе бидеме благодарни. Но дали да чекаме околности да ни се случат од надвор за да бидеме благодарни? Не. Да. Јас порано, прадедо ми, значи бил многу богат, бил во селото кмет. И сега да го задржал тоа што го имал, по тие околности јас најверојатно ќе бев милионер. Но не е страшно, така? Тоа се загубило и сега ние во Христос имаме нова реалност и започнуваме да градиме преку вера. Не гледаме надвор, што се случува, туку веруваме. Верувањето вклучува сосема други работи од системот кој светот го нуди, кој го покажува и кој го живее. Обично сме благодарни, кажав и претходно, за тоа што веќе го имаме. И тоа е добро, да се подсетуваме што Господ правил за нас и да се храбриме дека ќе прави. Но пред се да веруваме дека веќе се е направено. Затоа е битно да благодариме, да, за тоа што сме го примиле, ама да не останеме, да не заглавиме до таму. И повторно да се свртиме во круг и сега како сме подзабораиле и сега ќе чекаме пак околност за да почнеме да благодариме. Сега, обично, сум пишал ова, ние веруваме или мислиме дека ни треба причина за да се радуваме и мотивација за да се чувствуваме благодарни. Значи, повторно да чекаме на нешто надвор од нас да се случи, за да од нас предизвика благодарност или мотивација да добиеме, да можеме да се радуваме. Тоа не е многу паметно за тие што решиле да живеат преку вера. Тие што си решиле да живеат во светот по дела, со среќа. Зборуваме во црква за верата, така, дека живееме по благодат преку вера. Сега, добро, ова го кажав, тоа значи да се подпреме на надворешната реалност,
за да можеме да се почувствуваме различно внатрешно. Тоа не треба да биде така. Нели е подобро да спениме нешто внатре во нас, во умот, во мислите, во вредностите и чувствата, пред да го искусиме тоа. Значи пред нешто да примиме, да бидеме благодарни. И тоа е суштината на верата. Ви текнува во Марко 11:23 и 4. Кога се молите, верувајте дека примивте. Сега ова може за некого да биде игра на зборови, но тој што ќе се продлабочи да влезе да ги истражи стиховите, верувајте дека примивте. Кога нешто сме примиле, обично благодариме, така? Затоа тоа е суштината на молитвата, на верата, кога се молиме, да веруваме дека примивме. Со друг збор, се молиме благодарејќи дека веќе сме примиле. Мислиме и замислуваме тоа како ќе биде и од тоа што го мислиме и замислуваме ќе испадне многу подобро. И на телото му даваме да вкуси од иднината. Со тоа што благодариме дека сме примиле иако се уште не сме примиле. Но прашање на време е, Исус умре и за 3 дена воскресна. Значи многу кратко време. Сега ние во зависност како сме навежбани, колку сме блиски со Господ, колку време одвојуваме да бидеме со Него, Он е секогаш со нас, присутен во нас. Од таа зависност ќе зависи благодарејќи за колку време за тоа што благодариме ќе се манифестира во нашиот живот, во мојот и во твојот. Тоа е многу важно. Затоа кажав, прашањето е дали можеме да бидеме благодарни за нешто што се уште го немаме. Можеме. Значи тоа не предизвикува верата, благодата е тука да ни помогне, да не посочи Светиот Дух заедно со Него, да решиме која е нашата желба, зашто не повикал и да благодариме пред време. Да не чекаме нешто надвор. Благодариме за тоа што веќе ни го пророкувале, за тоа што ни е желба на срцето. И уште едно сум пишал, можеме ли да замислиме реалност каде што можеме да бидеме тоа што сме го замислиле сега и за тоа да благодариме. Тоа е многу интересно, размислувајте. Ако можеме, тогаш излегуваме од системот на причина и последица. Тоа е убаво, цел живот сме научени, така е во светот, но ние живееме преку вера. Не чекаме причина за последицата да уживаме. Ние сме причината. Ко разбираме ова? Ќе прочитам. Ако можеме, тогаш излегуваме од системот на причина и последица, а тоа значи да чекаме нешто надворешно да се случи, за да направи промена во нас. И влегуваме во тоа ние самите да видиме причината, да смениме нешто внатре во нас, за да видиме ефект или последица надвор од нас. Прашањето е како? Стигнаме до тоа. Друга работа, што мислиме и веруваме е тоа дека ние можеме да направиме нешто. Исус ни кажа дека без Него не можеме да направиме ништо. И ние автоматски рипаме 2 чекора и кажуваме да, ама со Него можеме да направиме се. И така е. Меѓутоа, пред да направиме, мислам дека фокусот што Исус тука го става, прашањето што го крева за нас е дека не треба првим да правиме, туку прво треба да бидеме. Го разбираме ли ово?
Јас верувам дека тоа што Исус го отирива тука е моментот дека не можеме да направиме ништо, бидејќи веќе се е направено и завршено. Затоа на крстот кажа завршено е, се сврши. Кога се создаваше светот во тие 7 дена, Бог кога се одмори на крај, и тогаш се е завршено. Се манифестираше на крстот. И Исус го потврди, завршено е. И веќе не можеме ние ништо да направиме за нешто да создадеме. Туку треба сега да бидеме тоа што Исус не повика да бидеме. Го разбираме ли ова? Многу битен момент. Значи, веќе целото создание е направено на нас, ни останува само да бидеме тоа што сакаме да бидеме, тоа што Исус не повикува да бидеме. Ефешаните 2 од 8 до 10 може да го видите, и ќе само ќе кажам дека стихот ни кажува дека треба да живееме, а не да правиме. Живеејќи ќе правиме, да не се сватиме, значи ќе правиме, да, ќе правиме со Христос многу ствари, но дај првин да живееме и живеејќи ќе ги правиме тие дела потикнати од Светиот Дух. Мислам дека сега е појасно, да не се збуниме дека не треба ништо да правиме. Треба да живееме првично, да бидеме. Има една многу убава дефиниција дека Бог не ни го дава тоа што го сакаме, ни го дава тоа што сме, за тоа да бидеме. Стихот го знаете овој, зашто по благодат сте спасени преку вера и тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар, не е од делата, за да не се фали некој. Зашто негово дело сме создадени во Христос Исус за добри дела. Создадени сме за добри дела, кои Бог однапред ги подготви за да живееме во нив. Да живееме и тие дела ќе дојдат. Да бидеме тоа што Исус не повика да бидеме. Римјани 12:2 е одговорот на прашањето како тие што читаат знаат, тоа е стих што често се користи во црквата кај нас и меѓу нас. Вака. Немојте да се сообразувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да сватите што е Божја волја, што е добро, угодно и совршено. Може би очекувавте одговорот на прашањето да беше некоја формула. Ама, значи, потребно е да го менуваме умот, да се прилагодуваме, како Павле што вика да го облакаме новиот човек. Оти многу работи претходно што сме ги живееле пред да знаеме за Христос, значи во нас создале карактер, ја создале таа личност, создале емоции. И сега одеднаш се сретнуваме, ви кажуваме, знаеме, веруваме дека сме ново создание. И сега како? Преку промена на умот. Се што ние ќе добиеме и сме и ќе бидеме е преку промена на умот. Тоа промената на умот е цел процес. Овдека сум пишал една дефиниција, за да биде по-интересно. Сум пишал овака. Знаеме нешто за некоја работа, ментално или умствено, за да не сватиме дека промената на умот е само да бидеме позитивни или умствено само да го видиме тоа. Значи, промената на умот е духовна работа. Процес во кој ние
Вие, ти и јас и Светиот Дух менуваме работи во нас, за да видиме ефект надвор од нас. Како тоа што го кажав на стартот, да го прочитам ово. Знаеме нешто ментално или умствено со тоа што го гледаме надворешно. Можеме да го споредиме со други работи. Го анализираме и го дефинираме. Тоа е моментот кога мислиме на нешто. Ние по цел ден, без да сме свесни, мислиме на нешто. Цел ден, кога ќутиме, кога возиме, мислиме на нешто. И тоа не автоматски не значи дека со тоа го променуваме умот. Значи тоа се анализи, споредби во нашите глави. И тоа не менува ништо. Од друга страна, работите ги знаеме духовно, само ако постанеме, ако бидеме тоа нешто што го гледаме во умот. А тоа е моментот кога мислиме од нештото. Го разбираме ли ово? Што значи да мислиме од нештото, а не на нештото? Значи, кога Исус ни кажа, тоест кога Павле преку откровение што му го даде Христос, директно кажа: вие сте ново создание. И сега ние мислиме на новото создание. А што ако почнеме да мислиме од новото создание? Само така ќе дојде промената во нас, увереноста дека сме навистина ново создание. Во право сме? Значи, мислиме од нештото, а не на нештото. Не сме повикани да анализираме, да споредуваме, повикани сме да веруваме. Да се менуваме секојдневно. Кога го правиме тоа, инвестираме. Кога го менуваме умот, инвестираме. Сето друго е загуба на време. Таа инвестиција со таа промена на умот ќе даде голем плод за нас и за тие околу нас. И замисли тоа како ќе мавне како бран. Онака, кохерентно, убаво, ќе изгледа добро. Црквата ќе почне да привлекува. Кога ќе прифати дека Исус, надежта на славата, живее во нас. Дека ние сме едно со Исус. Многу силно. Примерот на Исус. Исус можеше од тронот да не анализира. Да каже: еве ги, се уште се со грев. Може да не дефинира, да не гледа, да не спореди. Но он реши да биде како нас. Он постана како нас. Стана човек и дојде за да искуси од прва рака. Тоа го мислам кога кажувам да бидеме. Исус се претрпи за да биде како нас. Он не стави на рачун што ќе претрпи и колку тешко ќе му биде, туку влезе да биде. И кога влезе да биде, Бога ми на крстот виде во каква каша сме. Значи го расчеречи, го направи апартали. Сите коски му се гледа. Да, сите коски. Сите коски. Колку има во човекот? Многу коски. Ете, знае, Вики сега на тоа го учи. Многу коски има, така? Знаете дека Исус на крстот беше гол? На филмот го кажуваат со гаки. Ама гол е. Значи беше гол, го зема и срамот. Значи тотално беше човек. За да може да не искуси во се. За да може тотално и целосно да не спаси. И не спаси. И сега замисли
ни вика, сега јас бев како вас, а сега ви кажувам дека вие сте како мене. И сега ние ја имаме опцијата да мислиме на тоа или да мислиме од тоа. Да решиме, да кажеме, јас и Исус сме едно. И од тука почне да замислуваш. Читаш за Христос во Библијата, читаш за себе. Вау! Јас и Исус сме едно. Дури и да кажеш јас сум Исус, ќе нема да сгрешиш. Едно сме. Кога сме едно. Во брак сме. Кога сме во брак, сме едно. Со Христос сме во брак. Дури ние во црквата сите, што седиме, сме едно. Како? Да размислуваме како. Светиот Дух е волен да ни каже за се. Но битно е да го прифатиме тоа. Сега Исус беше како нас и сега ние сме како Исус. И сега што ќе правиме ние со тоа? Ќе чекаме да баба ни да ни препише наследство или ќе веруваме, ќе благодариме дека веќе во него сме богати? Наследници, сонаследници со Христос. Целата земја му припаѓа на Исус. Во преводу ни припаѓа на нас. Само треба да бидеме, да живееме. И делата уз тоа живење ќе дојдат пред нас и ќе бидат голем благослов. И тоа, го верувам, мора да се случи поединечно, поединци повеќе во црквата и на крај сите како црква, како група на луѓе, што веруваат дека Исус живее во нив, надежта на славата, така? До каде стигнав? Се возбудив малку со ова. Сум пишал пример. Што можеш да направиш за да бидеш син? Исус ти кажа, ти си мој син и ќерка. И сега ти замисли да пробуваш да станеш син. Тоа е рамно на чукање на главата во зид. Се мачиш. Како ќе станеш син? Или со кое дело ќе постанеш ти свет? Треба да бидеш, оти веќе Исус не прогласи за синови и ќерки, веќе не прогласи за светци. И можеме да сакаме, ама тоа не е целта. Вистината е дека веќе сме. Го спојувте сега моментов со средината и со тоа што го почна. Суштината на верата. Кога се молиме, верувајте дека веќе примивте. Страшна работа. Исус што друго кажа? Правете работи како деца? Бидете како деца. Зашто ако правиме работи ко деца, ко син ми сега ќе треба да викам, да трчам тука, ќе биде чудно. Зашто ние сме возрастни и не можеме да правиме работи како децата. Може би дома скришно и насамо. Ќе пееме, ќе викаме гласно. Али Исус ни кажа да бидеме како деца. Кои се карактеристиките на децата? Океј, да, тоа е. Значи, јас на син ми не треба ништо да му дадам за да биде среќен. Он се буди, ми рипа во кревет и се радува. Ме мачка и ме гмечи. Се радува за ништо? Не. Се радува оти знае дека го љубам. Разбираме? Бидете како деца. Зашто така ќе влеземе во Божјото царство. Тоа не е устов дека ќе влеземе, тоа е момент кога силата на Божјото царство ја стискаме на десетка кога ќе бидеме ко деца. Значи целата позадина и подкрепа на Божјото царство, што повторно е тоа во нас. И тронот на благодата е во нас.
затоа го проповедав пред некое време. Меѓутоа да бидеме како деца. Може би повторувам да бидеме оти премногу ќе ни кажат за нешто, за некој проблем и сега ќе не прашаат, ај брат, моли се за тоа и ние прво што прашуваме, што можам да направам да средам. Абе, не можеш ништо да направиш, да се молиме да бидеме. И кога ќе бидеме, тоа самото ќе се смени. Нема, значи, тоа е принципот во Божјото царство. Живееме по благодат преку вера. Да бидеме како деца. Се надевам дека го доловив. Размислувајте, знаете. Вака сега. Тука доаѓа моментот на имагинацијата, замислата, да, и тој збор смееме ние во црквата да го користиме. Не е збор што е измислен од светот, не е страшен збор. Не ми текнува каде беше еден стих во Стариот Завет, каде што Бог кажа дека има добри замисли за нас. Еремија беше? Авиќи. Имам добри замисли за вас. Значи, Бог има имагинација. Вие што мислите, Он кога создаваше, кога кажа да биде, да биде, да биде. Од никаде тоа, само го кажа, не првин го замисли. Го замисли па го кажа. Ние све што зборуваме, првин мораме да го замислиме. Иначе ќе нема да постоиме. Имагинацијата е многу силна работа и тоа е духовна работа. Би кажал, имагинацијата е духовна сензација. А на некоја следна проповед би го разјаснил тоа. Значи, Бог има добри замисли за нас и сега зашто ние да не замислуваме за нас тоа што Исус веќе го направи за нас? Да замислуваме, да седнеме на столчи и да замислуваме, да се изгубиме во молитва. Да, молитвата значи да замислуваш. Ако до сега значи јас знам, го молев Господ да ми даде. Се додека дознав дека веќе се ни дал и сега благодарам за тоа што ни дал и замислувам. Имагинацијата ми е креативна, бидејќи мојот креатор е креативен. Се што создаде, го создаде во мудрост и креативно. И сега ние, во имагинација, го правиме тоа во нашиот свет, во црквата, помеѓу нас. И сме благослов едни за други. Така ние создаваме. Значи, ние не ги создаваме работите што Бог ги создаде како темел, туку ги замислуваме работите што Бог веќе ни ги даде. И не треба никогаш да имаме прашање како ќе биде. Значи, тоа е погрешно прашање. Неговите патишта се над нашите патишта. Али ти гарантирам дека кога ќе биде, ќе те шокира. Ќе те шокира, од радост ќе плачеш. Затоа не прашувај како. Значи, неговите патишта се мистериозни, значи Бог е мистериозен. Од тоа што си го замислувај, ама од тоа што си го замислил, многу појако ќе биде. Многу појако. Амин. Да не се плашиме да замислуваме, тоа е наше и ни припаѓа на сите нас. Римјаните, Андрече, 14.5 сум пишал Б. Тоа значи вториот дел од стихот. И овдека си го пишав на англиски. Ај баш да видам. Да, 14.5. Вториот дел.
На англиски е вака. Нека секој од нас биде целосно убеден во неговиот ум. Немој да бидеш убеден и уверен од светот, туку од Божиот збор и од Светиот Дух. Тоа е целта на верата. Евреи 11:1. Нека стои тоа. Ќе го прочитам од тука, за да го врземе во нас. Евреи 11:1. Овој стих мислам дека сите го знаеме на памет. И ако му кажам сега на Ѓорги да стани да го каже со радост, ќе го каже. А, Ѓорги? Сигурен сум. Си се знаеме, ние со Ѓорги се шалиме така. Значи, let everyone be fully convinced in his own mind. Нека секој од нас биде целосно уверен, убеден во својот собствен ум. Верата, за верата. А верата е тврда увереност. Мислите дека така му текна на Павле да каже да бидеме целосно уверени во нашиот ум. Во духот веќе сме, но треба од духот да го префрлиме во умот, во душата. И од таму ние работиме. Целосно убедени. Кога благодариме, на почетокот кога кажав за нешто што се уште не сме го примиле, ама во Исус е факт и вистина веќе е примено. Да бидеме целосно убедени, затоа што и верата е тврда увереност на она на кое се надеваме и осведочување на нештата што не се гледаат. А кои нешта не се гледаат? Умот се гледа? Имагинацијата се гледа? И па кога сме потполно убедени и уверени во тоа, овдека контекстот е објаснува за тие што се плашат да јадат месо, за тие што за такви ствари, за саботата, за млади месечини, за законот. И кажува, остајте ги сите да бидат убедени во својот ум. Тоа не е твој простор каде што ти можеш да се мешаш, ти можеш да укажеш, ама не можеш да го убедиш човекот. Човекот со Светиот Дух ќе се убеди сам во својот ум, во собствениот ум. А верата е тврда увереност на работите на кои се надеваме. Амин, стево. Тука има многу да се зборува. Ќе се задржиме многу. Како да бидеме целосно уверени? Интересно прашање. Ви текнува на Лука 22 во 32 стих. Сум пишал овдека опционално. Ако ми треба да го кажам, ќе го кажам. Кога Исус му вика на Петар, кога еднаш ќе се зацврсниш во мене, охрабри ги твоите браќа. Кога еднашка твојата увереност ќе биде толку тврда, дека јас сум Бог и сум со тебе и дека умрев и воскреснав за тебе, охрабри ги твоите браќа. Значи, зборуваме за таква увереност и видија увереноста на Петар, каква беше. Црква да почна да расте. И тоа да расте во димензии чудесни. И тоа треба така да биде. Секогаш, кога доаѓаат во судир новите замисли, сум пишал во заграда нови мисли и идеи дадени од Светиот Дух. И навиката, значи во споредба со навиката во нас, ако не останеме во новите замисли, ако не размислуваме од нив, размислуваме за нив, навиката, иако не е духовен закон, победува.
читав дека до 35 години телото се автоматизира. Учи се. И повеќе не ти треба за работите што телото ги прави да мислиш како ти ги правиш. Со друг збор, телото станал твојот ум, зашто толку е автоматизиран што е подобро работи од твојот ум. А тоа не треба така да биде. Треба телото да му биде подложно на умот. Да, треба така да биде за некои ствари. Јас кога возам кола, возам автоматски. Од меморијата на телото, по навика. И кога ќе сакам да помислам, ајде сега да пуштам жмигавец и не знам каде е жмигавецот. И се губам возејки и автоматски жмигам. А свесно не знам каде е. Разбираме? Значи, многу битно, до 35 години си автоматизиран. Се правиш автомат. Стануваш, идеш во ВЦ, мижиш совршено, ќе нема да утнеш. Твоето тело, телото е направено да биде совршено, бидејќи е храм на Светиот Дух, и не треба да се плашиме да не зборуваме за телото, поготово за емоциите и за чувствата на телото. Многу битно. Ќе биде и тоа. Сум пишал, целта е да мислиме од нештото повеќе од тоа како се чувствуваме според старата навика. Имам време да го објаснам ова. Овака, да дадам една дефиниција, првин што е тоа чувство. Сум пишал, чувството е краен продукт на искуството. Имаш искуство, ко дете ме бркаше куче, ме нападна, ме направи партали, и крајниот продукт од искуството добив емоција. Чувство да кога и да видам куче, да бегам во страв, оти ќе ме распарчи пак. Затоа тука пишав, целта е да мислиме од нештото повеќе од тоа како се чувствуваме според старата навика. Го разбираме ова? Затоа е имагинацијата. Да седнеме во молитва и да благодариме што веќе не се плашиме од куче, зашто телото автоматски кога ќе види куче. И ја порано се плашев да зборам. Сум ми кажувал. На факултет семинарска прв пат се укочив. Не знаев ни кај сум, ни што сум. И тоа искуство во мене створило емоција. И јас многу се плашев да застанам тука пред вас и да зборам, бидејќи имав проблем со говорот. И сега јас морав да мислам повеќе од тоа кој сум, отколку тоа како се чувствувам во телото. Оти јас кога ќе излезам од тука, тригер се пали и телото автоматски, бидејќи оно знае дека јас тоа го сакам и да е добро и лошо. Сега ти стана и јас ти праќам хемиски сигнал до мозокот. До мозокот ќе ти пратам мисли и кога ќе застанеш, се кочиш. И сега тоа се решава дома во молитва. Значи јас седев и благодарев на Господ дека сум добар говорник. Дека веќе не дъткам. Дека веќе сум ново создание. Ко разбираме процесот на телото како автоматски си мисли дека ти тоа го сакаш и праќа хемиска реакција до мозокот. Мозокот ти праќа мисли и се случува тој круг. Чувствуваш, мислиш. Тоа што мислиш, чувствуваш уште повеќе. Уште повеќе ќе се
укочиш во 7 деление во школа ме станаа по хемија. Све знаев. Љутев. И во свидетелство ми е криво, до ден денешен имам 2, а се знаев. Зашто? Бидејќи се укочив и не можев да зборувам пред професорката. И ме сметаа за чудак. А сега да ме видат, Јован ќе даде уште една. Јован ќе даде уште една. Овој, ти сега зборуваш. Значи, не се фалам дека зборувам. Значи, за мене беше чудо јас да зборувам. И сега како ново создание го сменив умот. И сега можам да зборувам. И за тоа благодарам. Ке се јави некоја трема, доека да влезам. Често пати сме збореле со кумот, со пасторот. Не, иде. Те прашал, што да правам ко се плашам? Само продолжи, братко. И така е. Само продолжи во реалноста на тоа дека си ново создание. И тоа ќе падне. А тоа како падне? Ја правев некои специјални дела, само го сменив умот. И кога застанав тука, се манифестираше тоа што Исус веќе го ставил во мене, ама јас тоа го инвестирав. Ако мислев само на тоа дека проповедам, нема да се смени тоа. Ама новото создание, реалноста на новото создание е многу поинаква од реалноста на светот. Амин. За тоа да мислиме од нештото повеќе од тоа како се чувствуваме. И ќе се случи спротивниот процес. Вака, ќе скокнам сега малку. Сум пишал, тоа е моментот кога мислата ќе стане искуство. Разбираме дека телото не ја знае разликата меѓу мислата и самото дело. Мисли на нешто, од нешто што те радува. И телото ќе мисли дека повторно го живееш тој момент и ќе почнеш да се смееш. Мисли на нешто тажно. Само мисли. Ќе почнеш да плачеш. Се пали тој тригер во телото. Сега замисли да мислиме на новите работи што Исус ги има за нас. Старите емоции. Емоција е енергија во движење. Значи телото е машина чудесна. Замислите какви работи, какви емоции ќе не облијат во телото кое е храм Божи, храм на Светиот Дух. И сега мислиме од нештата што Бог ги има за нас. Едно сме со Исус. И сите емоции за телото што се врзани со навиката. Витекнува по навика, тргнувам со втора. Навиката е добра ствар, ама да ја навикнеме во новото создание. И сега мислиме на новото и Светиот Дух тие чувства ги менува во нас. И сега таа хемиска реакција во телото што ќе праќа на умот ќе биде кохерентна, ќе биде во го заборив зборот, ќе биде во резонанца, ќе биде на иста фреквенција. И сега умот е исто тоа што е и телото. И тоа што го чувствуваш, ќе го мислиш и така ќе растеме од слава во слава. А ви текнува на стихот моментот кога умот и телото работат како едно. Во Библијата ни пишува ако двајца се согласат. Барајте што и да и ќе ви биде. Ако двајца се согласат. Јас ви кажам, ако умот и телото се согласат, барајте што и да и ќе ви биде.
Тоа е бум. Значи, ако двајца се согласат, ако твојот ум се согласи со чувствата на твоето тело живее преку вера. За да живее преку вера, да го автоматизираш на верата, мора да мислиш на новите работи, од новите работи, да бидеш тоа што веќе Исус те повика. И така се вежба телото да биде под умот, но заедно како едно. Барајте што и да е. Барајте што и да е. И ќе ви биде. Тоа се вежба во молитва и во медитација. Овдека сум пишал дека благодата не предизвикува да веруваме, иако околностите зборуваат друго, да благодариме дека сме примиле, иако се уште не сме примиле. Сум пишал дека верата ги исклучува 5 сетила. И покрај се друго, преку промена на умот, гледајќи го тоа што сме го замислиле, стануваме целосно уверени и убедени во истото. Ви текнува на жената кај бунарот. Исус кога дојде, си имала до сега 5 мажи. И сега со овој што си со шестиот, се уште не си во брак. Духовното значење до сега си имала 5 мажи, си живеела само од сетилата, од 5 сетила. Си живеела автоматски само во телото. И сега со шестиот што живееш, се уште не ти е брак. Се уште не сте во брак. И сега еве го Исус доаѓа со верата. Опипува она, почнува да се радува. Дај ми ја таа жива вода. Почнува да верува, но битно е со верата да влезе во брак, да верува во Христос. Зборуваме, значи Исус уште не воскреснат. Си имала 5 мажи до сега. Си живеела по сетилата само. Што допреш, тоа е. Дедо ми кажуваше, за мене е реалност тоа што ќе го чепна. За нас е реалност верата. Ние сме веќе во брак со верата, по благодат. И тоа не е од нас. Верата не е од нас, ама до нас е да искористиме со промена на умот. Амин. Кога одиме во молитва и медитација, моментот кога сме завршиле, веќе не сме истите какви што бевме кога седнавме да се молиме. И тоа е моментот преска кога скокнав, кога мислата ќе стане искуство. Во молитва веќе сме го примиле, го осеќаме во телото, сме удален на телото вкус од иднината, од што ќе биде. И веќе не сме истите. Како знаеме дека сме поверували и дека нештото веќе сме го примиле? Пред молитва си го посакувал тоа. А после молитва во благодарност само чекаш да се манифестира. Ако после молитва се уште го сакаш истото, тоа значи дека се уште не си го примил. Да сакаш нешто зборува дека се уште не си го примил. Се префрлаш. Разбираме? Имаме Светиот Дух ни става желба во срцето и тоа го немаме. Идеме во молитва, излагаме од молитва тотално уверени во својот ум, преку имагинација. Му даваме вкус на телото. И сега благодариме дека тоа веќе е наше. Веќе не го сакаме, веруваме дека е наше и го чекаме само да се манифестира. Телото не ја знае разликата меѓу мислата и фактичкото дело. Мисли на нешто и тоа ќе почне да реагира само на мислата. Тогаш знаеме дека сме го смениле умот и дека меморијата од старата навика е сменета со нова навика. Сме направиле импресија дека нештото е веќе завршена работа. Затоа да прифатиме тоа што Исус го има за нас, да се согласиме со работите што Исус веќе ги заврши за нас. На нас останува да бидеме
тоа што веќе сме заради Исус преку промена на умот. Не треба да правиме нешто за да бидеме нешто. Едноставно да бидеме благодарни за работите што во моментот не се гледаат, се до моментот кога ќе станат реалност во нашите животи. Амин. Ви благодарам на вниманието.